Античкиот град Стибера, или како што уште некои ја нарекуваат македонската Помпеја. Некои податоци кои што постојат, овој град постои некаде околу 500 до 600 години, од 3-4 век пред наша ера, а се до некаде 2-3 век од нашата ера. Во неговиот најголем процент, односно во римскиот период, градот брои дури 20.000 жители, што во денешни бројки тоа би било еквивалент на една метропола од 200 до 300.000 жители. Токму сето ова зборува за колкав значаен центар станува збор на ова место. Но за жал, овој град, иако е на ранг на градовите Хераклеја, Скупи, Стоби и така натаму, сепак е откриен само 5%. 95% некаде од овој град се наоѓаат закопани во овие ридови што се наоѓаат позади мене. Затоа, која е Стибера, кога е оформена, како и што ќе се случува понатаму со археолошките истражувања кои што тука се одвиваат секоја година, ќе не прошета низ овој град и ќе ни ја раскаже приказната за Стибера археологот во Заводот и музеј Прилеп Душко Темелковски. Првите археолошки истражувања тука се забележени некаде во периодот помеѓу двете светски војни, а со нив раководи српскиот археолог Никола Вулич. Тој истражува на околу 20 на метри од ова место каде што се наоѓаме, а додека официјалните археолошки истражувања во Македонија за прв пат се направени 1953 година од страна на археолошкиот музеј во Скопје, а првата градба која што е откриена тука на локалитетот Стибера е токму овој објект позади нас, а тоа е храмот посветен на богињата Тихе. Како што кажав, низ целата оваа приказна ќе не води и ќе ни ја раскаже археологот од Прилепскиот завод и музеј Душко Темелковски. Господин Темелковски, како што кажав, ова е првото нешто, првиот објект што се открива на овој значаен и импозантен град Стибера, како што ни кажа во самата најава, кој што броел во тоа време 20.000 жители. Да, сепак ние зборуваме за периодот од времето на Римската империја, кога броел 20.000 жители, и ова е едно од тие неколку јавни градби откриени од тој период. На Стибера, прва градба, како што спомнавте, ја истражуваат нашите колеги од 1953 од Археолошки музеј, затоа што Прилепскиот музеј е формиран 2 години подоцна во 1955 година, така да оние убави мермерни наводи на скулптури на видни граѓани се наоѓаат денеска во Археолошкиот музеј во Скопје изложени и секој може да ги види, да ја посети изложбената сала во Скопје каде што тие се изложени. Конкретно за оваа градба, овој храм, ќе кажам дека речиси сите градови од тоа античко време имале храм посветен на богинката Тихе. Таа е всушност универзална богинка, заштитничка на градовите. Како што денес, да речеме, во денешно време имаме прогласено веќе некои светци за да бидат патрони на градовите во денешно време. Така и во тоа време богинката Тихе е таа богинка единствена која што била заштитничка на градовите. Овој храм, иако можеме да го погледнеме одблиску? Така. Значи, иако вака ова градба делува едноставна, да речеме, има четвртаста основа, сепак е многу значајна заради мермерните скулптури кои што се тука најдени. Тие мермерни скулптури биле во овие ниши, тука во зидовите, меѓутоа и на овие постаменти тука што се. Предпоставувам тука се наоѓала богинката Тихе, меѓутоа да, за жал не е пронајдена скулптурата на богинката, меѓутоа надписот кажува на тоа дека тоа е храмот посветен на таа богинка, а на другите надписи ги пишува имињата на видни граѓани од една фамилија Фуски, што донирале, значи средства, парични средства за овој храм да биде подигнат. И она што спомнав на почетокот, тие бисти од таа фамилија се наоѓаат денеска во музеот археолошки во Скопје. Значи, ова е главниот дел од храмот, тука е како припирата некоја? Да, тука е така тој тремот од каде што се влегувало и тука се вршеле тие процеси посветени на богинката Тихе. Дали сметате дека тука во иднина има нешто што би можело понатаму да се истражува или тоа е тоа што не, може да се обично кога се работи во археологијата се фокусира на конкретната градба и додека таа целосно не се истражи до подното ниво, значи не се остава да не се доистражи. Значи сепак тоа е истражено веќе, ние како што стоиме ова е самото подно на храмот, така да нема што веќе да се истражи. Она што е интересно да се каже дека од нашата десна страна тука пред повеќе години Заводот и музеј Прилеп го откри првото собрание
на некој антички град во Македонија, Булевтерионо така наречено. Тоа е во овој момент затрупано и закопано за да се заштити од атмосферски влијанија, а од левата страна, наша лева страна, од овој храм се наоѓа агората, која што исто така е за прв пат откриена во Македонија во некој антички град. Антички град, да, значи во конкретниот случај, пошто веќе имаме три јавни репрезентативни градби, храмот на богинката Тихе, Собранието од десна страна, официјалната зграда на главниот плоштад Агората од лева страна, значи овој дел, ова риче наречено Бедем, всушност е местото каде што бил оној главниот урбан центар, јадрото, административното јадро на градот Стибера. Она што може да се каже за Собранието е дека во моментот се наоѓа во приватен посет и како што кажавме е затрупано, чека подобри денови да биде нормално откриено и презентирано пред јавноста. Да, кога ќе се реши тој веќе имотни некои во текст тие нели процеси за да се реши околу имотните прашања, да државата ги добија тие приватни парцели за да можеме ние повторно археолозите наново да го откриеме она што го откривме. Ние имаме документирано каде точно позицијата се наоѓа на Собранието, меѓутоа тоа остана недоистражено. Сите простори не ги доистраживме. Меѓутоа се надевам дека ќе дочекаме да приватните парцели ги добие државата еден ден и да го доистражиме конкретно не само таа јавна градба, меѓутоа и други неколку градби кои што се наоѓаат помеѓу храмот и Собранието. Пред да ја посетиме гората, да кажеме неколку зборови за историјата на самиот град. Според она што се знае, градот постои некаде 500 години, односно од 3-4 век пред нашата ера, па се до некаде 2 век од нашата ера. Да, Стибер е формиран некаде за време на владењето на македонските кралеви и се знае конкретно за кога римјаните доаѓаат на овие простори на Балканскиот полуостров, доаѓаат од кај денешна Албанија, дека конкретно тука се воделе битки во рамките на македонско-римските војни. Последните два кралеви, таткото и синот, Филип Пети и Персеј. Се знае точно дека еден од конзулите, восководците на римската армија, дошол во втората македонско-римска војна тука, токму во Стибера, и тука одмарале известно време неговите легии, тука се снабдиле со намирници, прехрамбени. А па во третата македонско-римска војна, последниот македонски крал Персеј, тука го имал известно време својот команден штаб и дури имал и една битка што ја водел против илирите, кои што биле населени во делот на денешно Кичево, во таа време градот се викал Ускана, и во тие записи историски стои дека Персеј откако завршил со походот према денешно Кичево, тогаш на Ускана, заробените таму административни високодостоинственици од илирите ги носи тука во Стибера и токму на местото на главниот градски плоштад Агората ги продаваат како робови, пошто таа време нели на робовладетелство. Значи ние конкретно стоиме на местото каде што последниот македонски крал, антички македонски крал Персеј ги продавал тие робовите заробени во походот до Ускана. Дали се знае кој крал го подигнува градот? Дали има некаков податок? Нема податок, меѓутоа сепак тој е подигнат во времето кога Македонија имала постепено својата експанзија, нели од денешниот егејски дел на Македонија. Значи тука сепак биле друг етникум, Дериопи. Така да зборуваме дека сепак Македонија полека постепено како се шири во времето на Филип, таткото на Александар Македонски и после на Александар Македонски, постепено и оваа територија тука се припојува кон античка Македонија. Значи не е формирана од македонски кралеви, туку си бил тој град на Дериопите. Својот процут го доживува потоа во римската епоха. Да, во римската епоха за време на Нерва Антонини династии, се тоа на неколку императори, тоа е процут на римската империја воопшто и градот тоаш го доживеа својот најголем процут со преку 20.000 жители. Да ја погледнеме Агората сега. Да, може. Тука сме. Значи ова е тој простор каде што се наоѓа Агората. Да. Тоа е значи официјалната зграда на главниот плоштад Агората. Всушност на тој главен плоштад Агора во секој антички град се одржувале разни манифестации. Има од забавен карактер, прослава за некои празници, политички митинзи, да речеме како во денешно време. Значи ова е тој простор каде што се продавало буквално се пазаришниот дел. Да, така, тука официјалниот дел бил на пазариштето. Всушност на плоштадот, што е нели тука, луѓето што купувале, односно продавале роба, стока, како млечни продукти, сокови, вино, овошја, зеленчук, морале сите од нив, оние што купувале, продавале, да дојдат тука, во оваа официјална зграда и имало тука поставено две мерни, две мерни маси, каде што морале да ги службеното лице Агораном вршело едноставно
евиденција она што е продадено, колку килажа, литража е продадено, за всушност да земи државата такса. Значи, еден вид на данок. Значи, ништо не може да се купи, односно продај, ако да не седи тука во овој дел, во оваа зграда и да биде тоа верифицирано од тоа службено лице. Значи данокот е битен за една држава уште од римско време. Да, па да, иначе како освојувале тие територии, како е плаќале војската со парите од данокот, нели? Оваа маса каде што се мерели тие продукти кои што се во цврста состојба, Да, што така, кажавме? тука имало значи ваги, сигурно имало ваги, тука компири, домати, пиперки, баш оно зеленчук, овоше. А има нели и друга мерна маса со вдлабнатинки која што е однесена во музеот, таму е презентирана, таа е со тие вдлабнатинки, сушто се тие реципиенти каде што се сипале течностите, она вино, други сокови, млеко, значи едноставно пошто како што спомнавме мора да биде сето тоа регулирано од страна. Значи прво морало да биде ставено во тие. Да, а долу имало отвор и со цевка и долу оне што купува остава долу керамичко грне сад и го купува тоа нешто. И дефинитивно верификува агорономот. Дали се знае кои бисти стоеле тука во овие ниши кои што се откриени и конзервирани? Конкретно тука долу под оваа ниша беше падната бистата на жената на императорот Марко Аврелий, кој што владеел во средината на вториот век од нашата ера. Тоа е царицата Фаустина Помладата. Значи конкретно имаме во Стибера пронајдовме да се пофалиме биста на една жена на император, што е, да речеме, како да речеме, многу значаен вреден наод, затоа што немале сите градови во Римската империја таква привилегија. А зошто па сега би била пронајдена биста од жена на император во зграда каде што се вршеле пазарни трансакции, како што спомнавме? Затоа што всушност Марко Аврелий, незиниот сопруг, императорот, бил еден од големите реформатори, неколку реформатори од тие императори во Римската империја, кој што правил економски разни донесол нови законски акти, решенија и всушност неговата сопруга овдека царицата Фаустина е представена како заштитничка на трговијата, значи како патрона да речеме бидат успешни тие трансакции или да надгледува дали данокот се плаќа како што треба, нели? Од она што вака се сеќавам како новинар што сме го следеле во текот на овој изминат период, мислам дека таа е една од најубавите бисти на Фаустина која што е пронајдена не само во Македонија, него и во поширокиот регион. Да. Со мои колешки бевме на симпозиум во Загреб, тој симпозиум беше на ниво на Европа. Значи колеги од цела Европа, каде што се представува разни такви убави бисти фигури од мермер, од цела Европа од времето на Римската империја. И конкретно кога заврши симпозиумот, кога ние авторите на тие реферати ги пуштивме нашите трудови за објавување, кога се објави зборникот, значи на ниво Европа, редакцискиот одбор на зборникот, на часописот, одлучиле на насловната страница да биде Фаустина од Стибера, покрај толку многу мермерни наводи од цела Европа. Она што би сакал да прашам исто е овој бунар што се наоѓа на средина. Дали се знае за што служил или за потребите на самото пазариште? Да, за потребите на самото пазариште. Тој не е бунар со вода што доаѓа туку, бил исполнет со вода, очигледно за можеби за миење на раце и така, значи такви секојдневни потреби. Тука сигурно седеле луѓето кога се земале, се верификувале нели она купопродажните нели трансакции, тука се одмарале можеби луѓето и тоа. Дали ја гората продолжува во овој дел надолу или пак ја има и околу нас? Не, надолу е, значи плоштадот на главниот тука биле долу, а ова како што рековме тука зградата, значи доаѓале тука. Плоштадот за жал, ние работевме годинава на две позиции заради висинскиот пат што има теренот, заради земјоделски работи на иматерите на парцелата во стотици години, плоштадот, остатоците плоштадот нема никогаш да ги најдеме, однесени се со тие земјоделски активности за жал. Се наоѓаме пред храмот на императорите. Она што е карактеристично за Стибера е тоа што храм на императорите не морал да има секој антички град. Да. И тоа е еден белег по кој што се препознава рангот, на еден начин да кажеме, кој што го имал овој град. Така, значи ние зборуваме за времето на Римската империја, значи на оној најголем процут, 2-3 век од нашата ера. Значи, градот Стибера открине во градот Стибера храмот посветен на императори, каде што се одржувале церемонии, одредени свечености во чест на императорите. И привилегија таков храм да има во
во рамки на Римската империја, кој што знаеме дека е на огромен простор на целиот Медитеран, нели се простирала, градовите што имале таква чест да имаат таков храм, тоа било навистина голема привилегија и тоа говори за големиот значај како општествен и политички статус, висок ранг дека тој град има во тоа време. Значи Стибера со тоа што има овој вид на храм е високо рангиран според својот статус во рамки на Римската империја. Тука гледаме некои мермерни постаменти, што пишува на нив? Да, па конкретно на тие мермерни постаменти, тоа се жртвеници и на нив конкретно испишан е текст кој што е преведен од наши колеги класични филолози и на нив конкретно пишува дека тоа конкретно е храм на император, така да знаеме ние према надписите на тие мермерни споменици. Дали може би се знае дека во историјата некој римски император поминал, го посетил овој град? Не баш. За Стибера, за овој дел на Македонија, не се знае конкретно дали некој римски император конкретно го посетил. Понатаму, што имаме можност да погледнеме? Да, па понатаму го имаме тој помал плоштад, каде што е чешмата, ќе појдеме нели до неа, а покрај неа, покрај тој плоштадот од другата страна е училиштето, гимназијанот. Ова таа е чешма која што е спомната претходно. Интересно е овде што пишува Посеидон, Еригон, Нимфи. Што значи се тоа? Така да, тоа се три божества, ликови од митологијата од античко време. Посейдон е божеството, главното божество на сите води, мориња, океани, реки, езера. Токму затоа е поставен ке чешмата. Да, ке чешмата овој постамент, да. Еригони, тоа е всушност името на речното локално божество на реката Еригон, а реката Еригон од античко време е всушност црна река во денешно време. И нимфаи, тоа се придружничките нимфите на тие речни божества, на Посейдон и на Еригон. Значи, ова е тука буквално на своето место инситу, ние што кажуваме археолози, најден споменик мермерен со надпис каде означува што е всушност во прашање. Ова чешма бил некаков извор или водата се носела од не, друго место? водата се носела од горниот дел на градот со каптажа. И денеска има каптажа од горниот дел. Значи со на вода со дождовници, веројатно доаѓало и во тоа време со цевковод до тука. И потоа водата продолжува во кој канал? канал? Да, продолжува канал, да, оди надолу, да, така да. Тоа е долишова е канал за извод на водата. Практично ова е тој канал кој што го дели градот на лев и на некаков десен дел, ајде да кажеме. На овој централен дел тука на плоштадот, да. И вамо е гимназионот. Да, од лева страна е гимназионот, училиштето. Значи има интересен момент дека покрај чешмите учениците кога ќе станале полнолетни, а во тоа време учеле во римско време, учеле само машки ученици и се наречени ефеби. Има момент дека на нивното полнолетство доаѓале тука кај чешмата и му се сечеле прамени од косата како знак дека ете станале полнолетни. Токму на ово место? Да, токму тука, да. Она што исто така сакам да го потенцираме тоа дека според бројот на ефеби, како што знам дека се утврдува и бројот на жители на градот. Така да, значи на тие плочи мермени кај што стојат имиња на ученици, отприлика се прави некоја процентуална застапеност на учениците на фамилиарните имиња и така всушност дојдена до таа бројка од 20.000 жители на Стибера во време на Римската империја, во неј процут на Римската империја. Кои се вашите идни планови за овој локалитет и за неговиот развој? Да, конкретно Прилепскиот завод и музеј веќе работи на конзерваторски зафати во горниот дел кај зградата на Агората, а овој долен дел тука, секторот гимназион, каде што нели храмот на императорите и тој плоштад со таа чешма, веќе се тие градби веќе конзервирани и се, да речеме, спремни за туристичка презентација. Меѓутоа, сепак треба да се заврши онај, да се реши главниот проблем, значи да се направи експроприација со приватни ниви, затоа што меѓу двата сектори, долниот и горниот и наоколу, се приватни парцели. Не може државата да вложи, односно по закон не може да вложи за урбанизација, за ставање на табли со информативни табли нели пред објектите, нити може да направи настрешници на објектите, нити да донеси реплики, копии од оние мермерни
преубави скулптури и да ги стави во нишите, во објектите, за да биде поатрактивно за оние што доаѓа да го посетат градот. Сето тоа ќе се реши кога ќе се заврши таа постапка со експроприација или откупување на парцелите кои што се во приватна собственост. Иако мештаните од селото Чепигово имаат слух за тоа, меѓутоа сепак некои административни пречки се тука баш што тој процес го успоруваат. Да се надеваме дека во иднина ќе се надминат тие процеси и дека конечно ќе имаме нови откритија во Стибера, како што кажав тука под овие ридови, под ова поле има огромен број на градби кои што чекаат да бидат откриени, и палати, и приватни. Затоа што многу мал процент, можеби само 5% и тоа од овие неколку јавни згради. А што да кажеме за оние стамбени објекти и други објекти каде што тие 20.000 луѓе живееле. Како што кај кажав во почетокот на оваа репортажа, еден од најимпозантните објекти што ги имал секој антички град, амфитеатарот, за жал не е откриен. Се уште не е откриен, сигурно Стибера би требало да имала. И исто така и некрополата која што спаѓа во овој, која што би била многу богата, со богати наоди, затоа што со толку мермени скулптури на како што кажавме во објектите, сигурно градот бил богат и ете граѓаните што биле погребувани во таа некропола, биле погребувани со богати прилози, гробни наоди што кажуваме ние, што служеле за другиот свет. Така да ако се најде некрополата на Стибера, ќе имаме богатство од убави движни наоди. Стибера е антички град премногу вреден за Македонија за да биде се уште подземја. Неговото значење, историја, репрезентативност и богатство со различни предмети може да донесат огромен број туристи во иднина, доколку тука се уреди целиот локалитет и се прошири со нови откритија и археолошки истражувања.